Лајв сме. Здраво, дички. Добро дојдовте во 7-та епизода на Тет а Тет. Моето име е Маша. Моето име е Ангела и денеска нашата гостинка е Самара од MG Tattoo Studio. Добро дојде. Здраво. Кај се вие двајца, бабе? Епа, имаме мала промена на планот. Да. Марко заглави малце со... Тетовирање. Да. Да. Исто така. Тоа Со е. шишања. Да. И вас Така ме наместија. Не ние, наместија да. нас. Ќе Фала ти за водиме. поканата. Денес со нас ќе се дружиш. Фала ви на вас за поканата, тогаш да не му се заблагодарувам на Марко. Што прави? Што е работа? Шо навака? Здраво. 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 Што прави? Па, водиме подкаст. Толку? Таман мислев женско друштво. Како е, Саки? Здраво. Што правите, добри? Гес Узбек, одамна сакав да го кажам. Гес Узбек. Здраво, луѓе. Здраво Скопје, здраво Македонија. Ве изначакав. Да, Да. а и време од денеска се погоди. Кажи што ви се деси. Сито и решето по пат. Што ви се деси денеска на пат? Сито и решето по пат. Аз. Бандера паднат, автобус паднат. Стигнав со колата и ми е полесна сега за 300 грама. Да, ти падна браник. Пола браник ми остана некаде по пат. Ама Битно ти си жив и здрав. да, доказ дека правиме се за уметноста и се за подкастов. Иако времето не беше на наша страна денеска. Ништо не е да на наша стигнеме страна на денеска. снимањево. На Саки, да кажеме, колата не запали. Колата на време ми Депел, откажа, да. идев со мојата кола навака ќе одлетавме со Лимбенче. Се беше против нас да се деси ова интервју, но на концерт откажа вечерова. Не. Требаше Да. да на концерт. Ама се за уметност. Така е. Да ги представиме прво нашите спонзори, како што и да редот, стандард. Феникс се од since day one со нас. Дом за стари лица. Представи го ти следниот. Благодарност многу до Феникс. Благодарност до Феникс, благодарност до 1347, кремата за Aftercare. Најдобрата крема у Македонија Единствена и у пошироко. Македонија. Не е единствена, ама... Не е единствена? Не, уште две има. Уште две има, ама да не ги Ама ова е рекламирам. најдобра. Да не ги рекламирам. Генг. Тоа е тоа. Наша гостинка вечерова со нас е Александра Илиќ. Добре дојде. Како си? Благодарам на поканата. Фала што дојде. Смалце сум препатен, многу е саклет, многу е спарно зашто Наврно. време ова е. Не е Фала што ова ме саклет, јас сум многу. Ништо Многу е фала што наврно. дојде, фала што не почести со твоето присуство. Како си Борјан? Добар. Добар. Потресен си Живеел. уште за колата. Не, нема зашо материјални Не работи се зашо. тие. Тоа е така требало да биде. Да. Марко, ти дали си добар? Брат, не сум саклет ми е многу. Требаше моција се смириме прво Од на Грменјево како 10-15 минути. А? Од Грменјево како си? Се плашам. Се Гасам Страв ти струја. е стварно? Многу, да. се збори ни Сега ми е исто страв. Е збора. Не знам, тие блиските околу мене знаат дека ми е многу страв од летање. Сум летал многу пати, ама и сега како е невреме, уште толку ми е страв да летам у невреме, уште толку ми прави параноја. На ваков или онаков начин ќе се приземи авионот, брат. Што Да. Моментално, Фала ако ти. не цело време летање со авионите најбезбедно Абе, превозно добро, средство. ама зашо многу по статистика како си да така, зашо многу по малце еве ако летаат, не знам, лупам 1000 авиони у минута, коли возат милион у минута можда. И кога ќе се спори тоа не знам по која статистика е. Побезбедно е Добро, да. пак да споредаш мачки и кучиња, така да Не, а како? патување најбрзо и најефикасно, најбезбедно. Мислиш дека не е безбедно? Ама не се осеќам убаво, еве ти немаш никаков стрес кога леташ? Па сега имам, нормално сите имаме малце паники. Некој не могу општо, ја пијам пиво, пијам апчиња, човече. Па може не пак треба ми е. пиво да пиеш. Се шо да пијам? Пивото онака те релаксира, те опушта. Жест. Земеш некоја апче Ја да запам. смираеш. Пијам да ја запам. 2 дупла доза. Да. За фекса да Кома. си земеш. Зашо? Не знам фекса, како се вика Зашо? тие? Рекламираме апчиња се. Травелина, уствари, травелина да се ги земеш, ти са добри. Може, ќе видам сега летам за кратко. Александра или Самара? Шо е Самара уствари, не сум те прашал. Ние бевме колеги иначе, ти знаеш. Да.
на неколку месеци? Не сум те прашал. Самара ми е никнеим уште од основно. Како дојде тоа? Имав долга и црна коса и тоа ще излезе филм, еден хорор, The Ring, не знам дали сте го гледале. Да бе, Самара беше И- таа таму Од телевизор ще Девојчето Од телевизор, таа, да. Девојчето така се викаше и така ме завика ради косата. На почеток не го сакав, после онака Стана си остана дел од па мене. така и си викам на Инстаграм тоа. подпишано. Да, ама на сите се представувам Александра, никој не ми вика Александра. Никој ако ме каже Александра, викам, гледа, што сгрешив. Да. Александра. Чеке, официјално. Саки нагалено од Самара, вајда? Саки, да. Од Александра сега ми кажа Сашка, а не Сандра. Значи имало од некои надимаци што буквално нема ни на крај на памет да ги споредиш со името Александра. А чекај, она X Vader што ти е Vader вајда од шо е? Од Дарт Вейдер. Од Darth Да, Vader, X-от претпоставувам, наместо долна црта X. Фан си на Star Wars? Секако. Да. Уште од дете. Не знам, ја не ме хејта, ама Не си гледал? сум гледал нешто од овие поновиве што искочија и тоа бев приморан, Ти си ги ама гледал лошите. да, Да. па не знам. Треба можда да седнам и да им дам шанса, ама поише сум бил Треба кон да Хари седнеш Потер тој период. четврка, петка, шестка да ги гледаш, па другите Искрено не се сакам небитни. толку фикција, која е толку многу нешто надреално. Стварно вкус е сепак, Па да, како и да, секоја ама уметност. нета Хари Потер си ги гледал и тоа е По фикција. и тоа е фикција нормално, ама поише се поврзало Хари Потер со мене од кога Star Wars, не знам. Па затоа што тогаш вели Не знам, скачале стварно. тие Ти си филмови гледал? кога си растал. Еве, не си гледал ни Star Wars, ни Хари Потер? Не ме... Ни Хари Потер? Не. Имаш домашно. Значи не ме фасцинира такви филмови, такви ствари. Како Што бе, брат, добро, тоа е Lord of the култни Rings, филмови. нешто такво, немаш ништо. Он нима гледано ра, не? Ја романтики гледам најчесто. Со Малена со Моника Белучи, такви Добро, филмови. са. Кој Моника? Тоа на други, не на мене. Па имаш истетовирано. Може да почнеме со гостинката, мислам. Да. Ја има истетовирано Моника. Да видам. Ај совлечи се. Па се гледа уствари, еве, тука некаде. Кај се гледа? Добра на После камера. може кога ќе вакво. Ќе видиме. Моја преча. Да, у Белград на конвенцијата. Да. 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 Саки. Yes. Да почнеме. Се чека Саки или Александра, како ти е по Саки, Сашка. Сашка? Саки ми е онака Ане. блиски сме. Алекс. личеме. Не, Ане никако. Не. Ане не сум. Ане не знам која е. Саки може. Саки може. Саки да почнеме од твоите почетоци. Своите чопетоци. Детство. Кажи ми дали имаш српско потекло? Јас да. Нешто имаше на Facebook која И презимево вајда нешто. Добро, или да. Имам да. Ама имаш знаменце некој српско на Facebook, Па може имам да, ставиме, или татко ми Србија? е србин од Косово, доселен е тука во Македонија. Мајка ми е македонка од Скопје, од Чаир. Израсната сум во ГГ. Не знам дали се слушнале. Како не? Е хаос комбинација ГГ и Чаир. Иначе супер детство имав, значи имам 50% српско, 50% македонско. Не е ништо различно, вака кога видиш исто сме Да. и срби и македонци. Еден Мислам, Менталитетот. поише нормално растена сум тука, тука сум родена, тука сум растена и се гледам како македонка иако нели имам српски корења. Па добро, јас имам српски, па тука сум израснат, тука се Опа. сосеќам, па... Феникс, Јако чекај. имам блиски роднини Србија, Па кој нема? ама пак брат, сум... Сите имаме, да, мене хардкор многу имам. македонец. Поише имам, да, поише имам во Србија, него тука, ама Македонија ми е у срцето. Скопје особено. Јас сум многу заљубен у Скопје, многу ми се чудат. Еве ако го одам на Како гостување, Велешанец? не сум велешенец, мајка ме велешенец. Нема. Значи не си чист Не, скопјанец. нема врска кој е чист. Чист сум како не сум чист, роден Не сум у си. Скопје. Па Како што не ако си роден? чист? Трета генерација треба си за да си... Абе, остај ти. Јас сум многу Според приврзан кои исто статистики? кон Скопје и кога и додам на гостување, две чекам да се вратам. Не знам дали е тоа Не, чудно. исто ми е мене. Значи, Ама кај да идам, стварно ти кај да кажам. се шетам, едва чекам да се дојам во Скопје. Не знам зашо е колку и да има подобри нормално, секогаш има подобри градови и услови за живење, ама дома си е дома, кај си роден, кај имаш спомени највише, кај ти се пријателите, фамилијата, таму ти е најубаво. Така да. Така, тоа сигурно. Се време странец ќе бидеш кај да идеш. Многу апелираме сега. Мудри за- мисли со Марко Тасевски. Не, нема веќе. Кажи ми, Патриотизам. среднометничко имаш и ликовна академија имаш, така? Ајде. Средно. Не, ајде да почнеме со како ајде први стандардно е секој епизод да почињам, ама така ама јебе го мора. Како првите контакти со цртање, како си одлучила дека среднометничко се те сигурно пред среднометничко си цртала. Така да кога е првиот сусрет ева вака на српски?
не доаѓа од уметничка фамилија, Окей. значи немам некој што ми покажал леле треба да црташ или сум гледала некој па да сум имала некое влијание. Едноставно ми дошло природно како дете и Како природно, како на природно ми дошло да си Да, цртам. Не Никој сум не ти имала правил влијание, притисок? не ми кажувал некој немој или треба или да гледам некој па да ми Ама дојде. кога било тоа? Дали ти текнува? Уште основно, уште како дете, значи прво нешто што имам сеќавање ми е онака дека кој што прави или си игра или не Ти си знам. црткала? Јас сакав поише да си црткам него или нешто друго да правам. Имав валјда како дете некоја идеја за себе некогаш, што моментално ја немам и си кажам Да, добро што си да сакала? нормално Ето, како тоа е дете. можда едно од како дете кој е било. Јас сум сакал фудбалер да бидам. Јас сакав да бидам костимограф. Да? Да. Затоа се запишав уметничко. Нормално моите беа првенка против, леле што ќе правиш уметничко, знаеш, оние класични муабети. Да, што се уште Знаеш, постојат на и тие времето стереотипи. имаше наркомани, вака така. И нормално ја имав поддршката од нив да се запишам, пошто ме познаваат, има довер во мене дека шо и да, Нема и да да има потпаднеш стварно на нив. такви луѓе, еве, да речам уметничко, иако немаше, мислам дека има во други школа Ма кај ги поише нема, отколку што има у кај нас. кафич да искочиш ќе наредите што некој таков и Тачно, таков да. И што знам, среќа што има довер во мене и ме запишаа таму, пошто иако бев у школа од Савајле од 8 до 5 и пол попладне, тоа ми се така, не знам, можеби ако не и најубавите години од мојот живот, дружби, учиш да црташ, учиш Да, техники, имаш онака менторство добро од професорите што се у средно уметничко. Барем тоа што беа, сега не ги знам новиве, не можам нели да зборам, пошто поголемиот дел што ми предаваа се или у пензија или веќе се починати. Чека, одсекот како се викаш што си била? Текстил и облек. Текстил и облек, да. да. Кај Лира Грабул и Сузана Ама ги имавте сите други предмети цртање. Сите, да. Вајарство, Имавме вајлење. вајање, имавме сликање, имавме цртање и сликање, имавме ликовна теорија, акт. Нормално истории, еден тон. Историја. Математика битно нема. Немавме математика. За чудо имавме физичко, немавме сала. Како само го се ми се одржуваше? Значи, така во физички? училна сидавме и професоров ке ни каже, добро, ајде, сага некој пинг-понг да игра или нешто, Ајде, масите слободно, спајај. ајде, терајте. Или не знам, вика, идете, вежбајте теретана, донесете ми само фискална да видам дека сте вежбале. Викам, добро. И нормално Најде се што имаш. играв пинг-понг само у школа, иначе ништо друго. Немав нешто желба за спорт многу, али тоа, поише ми имаше логика како веќе Не, мора да има, у секој средно мора да има физичко. Па да, ама можда боле би било да имавме математика него ли физичко, пошто немавме сала. Мислам, онака сидиш на час, поле више не ни седе, онака си оде. Ама намерно го става измеѓу некои часови за да можеш да доеш. За да не можеш да избегаш така. Ама значи си имала убаво искуство од среднометничко, едноставно си била со луѓе што го сакаат истото како и ти, така да, Да, нема побаво тоа. Ма истото и за ликовна академија, наверојатно. Ба, и да и не, гледај, и во средно и на факултет има луѓе кои што ќе ти се погодат, има луѓе кои нема да ти се погодат. Јас сега примерот што го давав е дека за тие што беа професори и ментори, јас имав прекрасно искуство да научам доста многу од нив. Тоа е до тебе, уствари, кога сакаш да научиш. А вака до луѓето секаде има луѓе што нема да ти се погодат, дали се Нормално, тоа да, студенти други, дали се професори. Можеби на факултет не го имав толку искуството кога што беше средно, зашто средно валја ново ти е уште. Да. После на факултет сме пак истиве луѓе од средно. Баш тоа јако обичав факс, баш тоа го збореа зашто немам среднометничко, го збореа овие што се од средно дека им е досадно, не им е така ново, го поминале Да, тоа затоа баш. што те учат од прилика веќе работи Како што си ги кажеш, научил сите луѓе средно. си- Да. Само можеш да се надоградиш Да. минимално, ама пак е тоа, тие се предметите и вежбите. Значи ти си го доживел, уствари, па да, ти пошто имаш средно Ја. економска. Ти си го Економско, доживел на Борис. правото. Економско имаш? По приколица имаш. Ти си Абе, го она е доживел тоа гостин правото. на мен. Кој е право? Од Може едно? ли да ми даеш со нешто се збориш? ладам? Се препоти. Со 13:47. Жити се заедно го Не, рекламираме. пријатели не се. 13:47. Значи дали еве кога е првата средба со тетовирање?
Кој прв ти спомнал? Како дали си видела нешто, дали знам од некаде дека ти прво си се тетовирала кај Горан Мичич, па така си почнала. Дали е тоа баш првата средба или не? Како си Првата дознала средба за со Мичич? тетовирање не ми е тоа. За Мичи сум дознала средно, се знаеме, другар ми од средно, он тетовираше уште од тогаш. Чекај, другарите од средно, они Да, место он учи- средно, да. Да, среднометничко име. Генерација или не? Не, една година е постар од мене. Да, уствари така. Да. Веќе бев упознаена нормално со тетовирање, уште од основно. Основно јас поише имав онака фиксација за пирсови и пирсови, сакав да ставам и став пирсови, никогаш не се замишлев дека ќе ставам Он нека тетовирал тетоваж. тогаш? Значи си имала од кој да видиш или да... Да, Тетовирале некој сигурно, ама дали си многу било луѓе тие што ги кругови? знае веќе има почнато со Не, па тоа, тетовирање, да, луѓе тоа што виш. уча усредно кај нас, на факултет веќе што уча. Само не ми дошло како идеја ни да си ставам на себе. Ја првата тетоважа на мене која ја ставив беше скрос рандом на факултет, бев прва година, прв семестар. И Штрумф уствари учеше тогаш. Малце покасно беше Од запишан него на ти е првата факултет. тетоважа? И првата тетоважа кога седевме рандом на факултет и правиме муавет и ја уште една колешка отидовме дента се истетовиравме така рандом. По една тетоважа и викаме па добро. Пошто ми беше како леле што ќе правам сега, знаеш, со пирсови, друго е ќе оставиш, ќе го извадиш, ќе го Тетоважа смениш. за секогаш. И од кога стави викам, добро, знаеш, Ова ти ја лебеш. засакуваш и ден денес ми е така, мислам, Ти стои, а немаш покриено, Не, не. поправено. Поздрав до Штрумф. не знам кој камера да гледам. Ја дайте вентилатор, луѓе. Не бе тама нешто. Припаднам овде. Чега? Ке ти дувам. Почна ми се снеарнува. Спарно е денеска од прекрасно Да. време. Многу. Веќе кога бев да се тетовирам кај Штрумф и викам, знаеш, кога више почнав да се тетовирам, ќе отидам нормално Отида кај во Горан. Пошто Горан ми е другари, сакав да имам и од нега Чеко не тетоважа. почнало тогаш со Штрумф, не биле уште заедно, не. Не. Не, тогаш беше, Со мислам, Ичко. со... Или со Симон. Со Ацо Никола. Со Ацо, беше поствари, веќе нешто. тогаш. Да, тогаш беше со него, да. И бев кај него, девојкава, уствари ми ја праеше. Пинап. Не знам дали се гледа. Малце Ја застарена, ама си ги чувам и врска, боите да. и све. Пошто си ги пазам вака, пошто иначе горам од сонце ако не си ставам фактор. И уствари, онака си кам нешто убаво, знаеш, си црташ, интересно, и он ми спомна, дај пробај. Ти си Пробав црташ на цел мене, живот. пробав на мене и тоа што коел, вака, Првата значи директно што си ја направила е на тебе. Да, првата што ја направи на мене и директно со машинка на кожа без цртање, стенсил, без Да. маркер. Најаве да пробам и на нога, така си шарав глупост, ама уште си ја носам. Тоа е тоа. И таа ја нема покриено, да. И као тоаш не можев, пошто веќе на факултет бев, испити, работев и Не други можеш да се работи. посветиш на И тетовирање. не можев, да. Пошто бара да се посветиш реално и дури од кога дипломирав, откако дипломирав А чекај, извини, што одсек академија? ликовна педагогија, одсек графика. окей. Или Педагогија, модул? Модул беше, не, модул беше графика. Одсек Одсек ликовна педагогија. Зашо нема текстил одсек на академија? Нема, Така нема, нема. Нема ни предмет, немав, јас мислам. Нема, така? нема. Баш и тоа сакав да се запишам и сега сакав да идам на Естра, пошто Лира што ми предаваше средно, она предаваше на Естра, тоа беше, ама само 2 девојки имало запишано претходно и кога сакала да заврши таа група, група од 2 девојчиња, и као ќе ја затворила таа као струка на Естра, више немала да постои. И викам што да правам, дека се мислев. Да си сакала да се надоградиш Да, сакав, да, многу ме со интересираше академско тоа. звање и Сакав да се надоградам со тоа, да се ама- мислеше за академија општо или имаше пауза некоја од година две или одма Не, запишав? немав, одма се запишав. Пази, одма па немој завршив. 13:47 леле, мичеш едното. Немој, брат. Одма бифови ми правиш, брат. Како ти беше на ликовна академија? Па, Поинтересно ти било средно, зашто се пак многу ти било, Да, ама да. Добро ми беше на факултет. шетање малце, сите солијани, имавме- капош. Да, сите имавме и добри и лоши искуства, мислам, на факултет. И недоразбирања, и со професори, и професор. шетања. Имаш пауза од пола сат и треба од педагошки да стигнеш до Да, да, Сулијан. да. Па треба да идеш до драмски, имавме и на драмски предавања фотографија. имавме фотографија, Па треба да се вратиш после назад горе у музеј на современа. Да, Небитно дали е зимо Тоа е. или не е. И уште да те то вираш на сето тоа? Не, Нема теорија. Работев други работи тогаш, така некој што може да ги завршиш и не мора да се посветиш толку. Part time. Да. А, И
А вака, иначе, добро беше, мислам, не знам, валјда влегов со некој очекување и си оставив простор да се разочарам. Се разочара? Па да, од одредени работи нормално Како, дека се например? разочарав. Посветеност на професори или? Па од одредени професори, да, можда очекував боле, пошто некои од нив беа извикани. Бев разочарана дека имаше доста луѓе примени што Не се за примање? не се за примање и... Ама не знам дали ти го фати, извините прекинувам, кај мене јас кога упишував в академија многу влијаја, мислам дека поголем процент од причината за упис оценките од средно. И некој што доаѓа пример од Па, полесно средно со добри оценки, ќе го примат поради оценките, а не поради покажаноста на приемен испит и цртежите. тоа влијаеше само не на влегне кој ради добива тоа? стипендија. Само за тоа. Пошто јас у прва година... Јас за маце немаше да влезам на академија зашто имав двојки тројки од средно. Стварно? Бев последен. Офали се. Па борис економско тешко е, бе, брат. Тешко е. Ја добри цртежи извадив, ама последен влегов зашо оценките од средно. За маце немаше не влез. Приемни имавте испити? Имав. Зашо ти чекај, ти графика беше? Не, бе, сликарство беше? Акт, мртва природа и портрет. Да, сори, истите сите Исти, ги да. имавме. Јаглен, акварел можда беше едното. И као не спасија со ова, браво. Да, фала. Иначе вака за добри искуства имав стварно имам професори Антон за пофалба, што доста научив од нив и техники за графика и све. Дали ти предаваше Небоша Вилиќ, историја на уметност, го фатија? Да, ми предаваше трета и четврта година. Искрено многу добро си поминував на негови предавања. Не знам Да. ти. Беше, ги правеше забавни предавањата И и сестра на човекот, нас сакал некел ќе те заинтересира да го На слушнеш некој што има да начин ќе ти каже го на каже. предавањата, да. Пред него ни предаваше у прва и втора година Сузана или како се Не знам, викаше, не сум не ја знам. И они на ФДУ предал да, историја на знам, уметност. знам. Баш би сакал да го викнеме некој што со него има мовето, не знам дали може да му се парира со мовето на тој човек. Па сигурно он за уметност све знае, Ќе мислам пробам, дека ама ќе не поучен фати од било незгодно кој. саки. Ќе фати И неспремен. после Он на нас трик прашања, не ние на да, него. вече он ќе ни води Да, на он нас така интервју, беше. не ние на него. Ќе биде така, да ќе мораш да седнеш, да. Ја би отишол и на предавање искрено се. Јас имав еден Сакам да отидам периодов. Имав да еден идам да испит слушам. баш со него. Многу така ми се собра испити со денови, вака еден по друг и знаеш кога имаш испити, имаш анксиозност и Да, кај него се викаш уживо нешто и беа као стигаш устно и еден уствари. по еден те испрашува и као стигам, а знам дека знам, ме разбираш, Ама и се сега кочиш. влагам. И овој мислам у моментот ме прашаше како се викаш, стварно Да, нешто, да, не да, знам. да, да. И ми вика седи, една минута, си викаш Самара. смирише. Смири се ми вика, знам дека знаеш, ама мора ми вика да го пројдеме испитот, полека вика ќе те прашувам, се плачиш, викам не, него ми се собра, Да. викам све наеднаш вака. Нема врска, супер е. Али да, добар професор беше. Имав, баш за тета важи дека збориме, имав еден професор, сега нема да го именувам, што на испит ми зирна вака дел од тета важата. Океј. И ме гледам, вика, шо ти е ова? Еј, И ја викам, тета важа. И вака ме фаќа, вака ми ја крива да види. Ти си ставила тета важа? еј. Не, бе, вика, шо си ставила девојче, ти, шо ти е на тебе проблемот? Не можам, вика, да те пуштам сега. Да те пуштам да поминеш Да. предметот. И ја викам, сам ме зеза нешто професоров. Ја не се согласувам. И тоа на ликовна академија. Ликовна академијата. Кај што треба тоа највише да се разбира Па тој момент. добро, малце постара класа беше професоров. Еве, јас да се надоврзам, јас у прва година на мојата, не знам кој од професорите имам спомнато, исто нема да именувам, дека сакам да тетовирам и ми кажа, Марко, ти не си за тука, отпиши ликовна академија, упиши си некој курс. Као. Јас само изразив желба и кажав Да, бе, што сакаш ти, Што да. би сакал и малце Абе, тоа гледај, тогаш. не викам дека Ти не, ги крати крилата, ти ги... Кај сите у секоја професија има некој што сака да ти помогне и да те научи, а има некој што те гледа како една конкуренција или едноставно мисли дека е боле од тебе и тоа е тоа. Мислам, жал ми е Да, што ама си имал такво конкуренција е убава искуство. работа. Ја- Ја бев тогаш побунтован, уопште. Сега, Добро, млад си пред тоа бил. можда некој да ми окажал тоа, можда ќе ме дринул, ама тогаш кога ми кажа баш онака не ме ни такна. Еве, дали мислиш дека тетовирањето е уметност? Па да, јас мислам дека е уметност и Секоја тетоваж е уметност. Не е Ето нормално така, секоја. браво. Ти се ме праша глобално на Глобално тетовирање може да биде, ама уметност. ретко мислам дека е уметност. Па, По декорација зависи. на тело, копираме.
Зависи, да. Многу ретко може да биде уметност. Они затоа можда од тој аспект ја кога упишав ликовна академија не разбирав толку што е уметност, ама кога завршив тотално го сватив концептот. И они можда затоа биле со таков гард и одбивност према тетовирање, зашто они тоа што го виделе не било толку технички или добро, немало тогаш толку квалитетни, или не било уметност, или не виделе и не сметаат дека тетовирањето е уметност, затоа имале такви реакции. Добро, да. Може да од биде, кое да, време во се. случаи, ама Па ја ги разбирам до некаде. тоа искрено, искуство си го имав. бранат и нивното. Тоа искуство го имав само со еден професор, другите буквално беа позитивни. Чак што више и од кога завршив факултет со дел од професорите, кога се видов како си шуправиш, кога тетовираш, леле супер, браво. Да, мене на Значи, од Индиго професори што нема замислиш, да. Година кога ставав Индиго ми дојдоа 3 професори и менторката на една година Индиго. Да, браво. Не на отварање, туку на година. Ти Браво, беше те да. поканив тогаш? Болно нешто беше, не да. Не, Ти да, искочи да. у последен момент Да, нешто. да. Сега нема ми искочи како ме Сега- стај on the spot. Не бе, нема врска оправдано. Кога не, ќе дојам, ќе дојам. Ајде, 3 Ќе години. гледам да трае нема нешто. невреме. Или да нема концерт. Некој. Да, ако има концерт Бекни и ме- мој роден ден Бекни ќе ќе откажам. снема лента. Слушам уживам. Ајде, дај малце за твоите почетоци у MG. Прв член си ти на MG, така? Да. Ајде, да се Ајде Ете за си моите почнала почетоци, првата на да. себе и што е следното до ајде Откако ја секој направив првата на себе, после некоја година дури почнав Мичич, тоаш сам отвори студио Карши Соборна и уствари бев као на отварање и он ми спомна кој Да, сам пријателка си може пак да од Срема. дојдеш, кога сакаш, отворени ти се вратите. Чекај, морам тука. Во оваа пауза од година дена ништо не си тетовирала? Не. Од таа една тетоважа? Не. Добро, ајде. Не, ништо, само таа на мене. Добро, и... си била на отварањето. Да, и као отворени се вратите, кога сакаш може да доеш и полека се договоривме и почнава да доаѓаме нормално. У тоа време не е ко сега, мислам, не дека јас ги споредувам, нормално не е за споредување, пошто сега нема чирак, нема апрентис, ствари, као викаат младиве. Нема како нема. Да, ма не на тој начин како што било тогаш, еве јас кога сум Добро, почнала како да било? речам. Ти си била апрентис у старт, така? Значи, од старт јас бев апрентис и Како било, може ајде? сум јас од таа генерација кај што поише почитуваш и има хиерархија се уште, знаеш, пратиш, Нормално не треба сум да има. чекала некој да ми каже, треба да, пошто тоа стерилизатор уште се користеше, немаше На кој за ликови? една употреба кертриджи која сега и да се Кертриджи, замараш и све. Не сум чекала ми рече, среди ги вие стај ги у стерилизатор, исчисти студио, машинка или нешто, значи Туку јас, своја волна. мене ми било мерак, пошто пак е и занает исто така покрај што е уметност, некој ти го покажува и ти го дели својот занает, за утре ти да бидеш занаетчија. И го ценев тоа и се трудев колку што можам полого да останам да го гледам Горан нели како работи, што треба да средиш, што треба да направиш. И постепено се опушташ, запознаваш луѓе, клиенти негови Па- и се доверуваат до тебе. Долго време беше тоа, затоа што тоаш превен другари, па друг да ги убедиш, Нормално, пошто да. тоа време уште беше да речам Тоа е пред, поише колку? Од прилика? па прв пат, сори, ја пред 10 години завршив факултет. Така, да не кажам колку години имам, 10-11. И валјда од кога завршив факултет после пред некој 10, период, ова. така и заокружи ги, нека се 10 години. И уште беше, значи у задниве 4 години може се прошири да речам тетовирањево на сите да им е сеедно и да ти рече Да, брат, да, тетовирај ми бе што сакаш. И тоа не за мене, дури сега никој ја почна, било кој полесно ќе прифати да се учиш на него или тогаш кога се учав јас да тетовирам. Значи било проблем да натераш некој да ти се довери. Па, не дека било до толку проблем, фала Богу, имам сестра ми, го имам Или татко сама, ми. сигурно си. И, Или не? Освен да, прва. имам неколку Но- малечки, да, направено. Али имав, например, ета неколку што ми дозволија, ми кои на Горан, на другари негови, исто се учев на другарки мои, на сестра ми највеќе. И така полека дур Се опуштиш. почнеш да тетовираш, дур се опуштиш, пошто на почеток се притресаваш, па ќе ти мрдне некој, па леле има дупла Да. линија, па се потиш. Па и тие коилите тежат. Многу тежат. Значи на време прекинав, иначе сега вака ќе ми беше прстот искривен. Да. На време го фатив тој период, малку време работев со коил и после почна Dragonfly, такви некои машинки. И више кога почна Pen Man,
ми требаше од време, Сега од почеток да почнеме да се учи. машинка ми е тандар. Стварно? Многу полесно. Јас сум Вие сте пепси Must be генерација. nice. генерација, што Must да. be nice. Ама не сме криви и ти да си сородела у моја генерација или некој сега што почнува бежично се. Што е он крив со кој да почне? Да. Убаво е да го знае, Заебавам, ама не, не мора убаво да е да го почне. знаеш, не. Убаво е да го знаеш. Мене баш ми е мило што има затоа што е многу Сега полесно. тоа има. Пошто многу луѓе знам што у мое време исто така почнаа да тетовираат со коил и се откажаа поради тоа Да, што зашто стварно е претешко, баш тоа се ја сакав. И тешка е машинката реално, али според мене коил е една од најдобрите машинки што имам користено за линија. Да, нема мојата. Ја имам тетовирано неколку пати стакло, ама процесот местење е поише и машинки да ставиш. Мислиш, тоа Значи ти е- ете, колку и Треба да да уживаш у процесот. Да. Колку и да ти било ете можда тешко, и општо и тетовирање е тешко. Небитно ако знаеш да, Да, црташ нормално, добро бе, секој на лист ден. или на платно да газиш ти но фала ти е така да ти и покрај тоа што си имала препреки и маки на почетокот не си се откажала и си сакала да научиш. И секојдневно си се посветувала на Дали ти тоа. било ово од секојаш dream job? Секојаш. Колега што Нето ваква се тоа. Не, не бе кажа дека сакала костимографија, ја прашавме, прати. Не пратиш. Така? Па брат. Пирсава. Абе, добра, сега сменивме тема тетовирање, сега ако сте усфери, да. Ама добра, ја ќе го проформулирам прашањето, може? Кажи му го нека не, си го прашам. Дали сега ти е dream job? Сега ми е dream job, да. Фала, морче. Ништо, те спасив. Сега ми е dream job. Почнав со да речам со неутрално мислење за За тетовирање. тетовирање, Не пошто си била тоа време сигурна дали тоа за да. тебе дали е ово правилниот пат да се Да, и посветиш. со тек на време однака се пронајдов, видов и Горан колку ја сака работата и не знам некако ја Дали е засакав битно да имаш многу. човек како Горан позади тебе? Па за мене беше Ментор, доста битно. Еве да не било, еве сама да си требала или многу потешко сигурно е било, така? Па да, за мене беше доста битно, пошто мислам дека и за било што и да работиш во животот е битно да имаш таква поддршка и менторство од било кој. Не викам дека не има доста луѓе што почнале сами да тетовираат и Па за стварно тоа, да, нема врска. работат свака час. Добро, дет сега ден што има интернет Али такви ствари. да, мислам имаш многу поише опции, не дека пред 10 години многу различно било времето, али не знам, јас сум old school и јас си ги пратам тие работи, за мене се доста битни и битно ми е и почит, например, еве јас ке влезам, иако има луѓе што се после мене влезени у студио, ја пак доаѓам на сите им викам здраво, како сте, Нормално, не чекам мене нормално. некој да дојде и да ми рече, еј, здраво, јас прва доаѓам и кажам Да, здраво, да. значи јас пак без разлика што да речеме сум влезена на прва у студио, па ти си после мене, ама Да. битно е да не- имаш почит и да си ја сагаш работата и со добро И да си ја пријателство почнеш, има, да. пред се да нема И его толку. мислам дека не е убаво да работиш сам, било која работа и да работиш ти треба некад да си направиш со некој муавет, да си пиеш кафе, па макар и да се опсуеш, колку да не си сам и вака знаеш ќе направиш грешка, малце конструктивна критика од некоја страна, пошто има и нови деца што работат што реално ќе видиш прават некои ствари што у моиве колку години искуство не ми ни текнало да ги направам, а они работеле да речам 2-3 години без менторство, на интернет Не, гледале. сега е колку може да експлодираш Многу, за брзо да. време, нереално. Многу. И да прогресираш. Значи дуплирано е Абе, Однака времето. од корона навака, нели претходно вика ПНС, а од корона навака, многу луѓе знам што... Имаш ли водичка, кажи, мене треба да ти се достави. Имам, ама после може. Многу луѓе знам што си нарачале од интернет, од AliExpress Starter или не знам каде некоја куферче и се тетовираат по дома, па stick and poke, па не знам што. Мислам, јас сум секогаш за bold will hold, али онака ми се свијаат и стварите што ги прават и stick and poke и било што друго што... Cyber Tribal у последно време. Да, тоа малце ми е малце... Што мислиш за тоа? Мислам, убаво изгледа, ама знаеш тоа е трайвалот од 90 што ќе се покрива за 10 години од сега. Неверојатно, не знам, Али- можда, ама може и не. Не знам. Можна, да. Ама тоа е трайвал реално, мислам не може. Ама тоа има поедноставно можда за правење. Повичицо. Абе не знам. Или не знам искрено. Зашто го форсираат толку тоа? Па валја таа генерација се Gen Z пратат валјда некој тренд, пошто многу Тоа вака е тренд, да, тие што тоа го е бараат, тоа се Gen Z претежно, нема некој да. миленијал или постар што сака таква тетаважа. Значи најчесто се млади, Кажи ми, не дека сум имаш ли стар. ти омилен стил или тема на тетовирање?
Сигурно За јас да го работам или општо? сигурно тематика Star Wars би ти била број 1, нешто да ти дојде некој да ти каже или не. Па, глеј, ако сака некој Star Wars, пошто јас веќе имам Star Wars на мене, и пошто не носам многу реализам на мене, ама Star Wars сакам да ми бидат Не, нема да биде реализам. илустративно, не зборам ти да Али правиш. ако е Ти да илустративно или може така како скетч графички црташ направен, да би го правела како Star Wars. А Кој ти е иначе омилен у стил? глобала, мене највеше ми е, не знам, шо графички сакаш стил, највише да линии, правиш? сакам геометрии, Геометрија. сакам да работам, да. Имам така фиксација вајда на линии. А која се почнувало пред 10 години геометрија тогаш не постоело уопште како што сте правеле тогаш? Тогаш бев во Пинапи, некој фасон traditional. за traditional повеќе, да, Што било traditional. хит тогаш? Па Ја глеј, немам Black фатено and кинески Grey. толку букви, немам фатено. Да, кинески валјда имаш фатено ти, такви ствари. Кинески... Black and Grey што? Немам, да, знаеш. Ма не си кинески работела немам ти многу. Не, јас ти реализам? зборам за Горан, за ова, за она. Горан општо знам што добро што се работела. Ја ама кога еве, почнав во ти што си почеток, работела првите година две, какви биле татуажите што си ги правила? малечките таважи првите година две не имав ни толку клиенти, значи малечки, не знам, буквички, Буквички, текстче, така, инфинити, пердувчиња, Да. символчиња, Срценца, нешто мрценца. од хороскоп, нешто од некои звездички, у тој Како и фазон. секој валја. Да, тоа ми. Не, мислев да не било нешто друго, тоа збориме сакав да било. Па не, пред 100 јас години, ама сакав. Добро, али збориме за генерален почеток. Ти не Да. почна сигурно со портрети, така? Да, да. Никој не почел со портрети. Тоа кажав. бе. Да, да. Не знам, можда Како некој секој почел. почеток. Јас сакав да работам тоаш и правев онака One Dus сега се вика, си цртав дизајнчиња и као скетчбук имав претежно old school. Али мислам некој до ден денес нема толку побарувачка баш за тој стил. Мене лично За ми old се school? свига old school, да. Традиционално, па нема искрено. Нема многу, ама едно од штета, прашањата многу ми е, добар стил. едно од прашањата ми е, кој мислиш дека е се не знам, извинете што зборам некојаш на англиски, ама стварно не знам кој е правилен збор за overrated и underrated. Преценет татуаж. и подценет. Добро, ајде. Може? Да, одговара. Најпреценет и најподценет стил според тебе. Ајде одговори ти про. Ај постави си го прашање. Не, тоа е. Зашо спомна traditional и old school, ја би ги ставил како многу подценет стил и заборавен, што е многу и тешко да се направи и преквалитетно изгледа и стои. Многу малце ги спомнуваат и ги прават од денешно време. И стварно осеќам дека е подценет целиот тој стил и заборавен. Најпреценет стил е, мислам, геометрија и мандали и такви работи, пошто многу тоа луѓе уживаш да го гледам, правиш? не, ја зборам општо. Аха, окей. Значи многу луѓе се нафаќаат да го прават, а е според мене еден од така потешко за Екстремно работа, тешко, затоа што линии се најголеми шанси имаш да утнеш у линија, особено на подлив. тело. Мене првата тоа ми е геометрија. Да. Ја, па кој ќе ти каже, ај што ќе правиш, ај линии, брат, лесни се. Човече. Лесни се, да. Лесни се линии, види. Јас се потав, вака првата права линија која правев и вака се потав на тој, ми викам, чекај малце. Јас сека флингер да земам. Е многу вау. Многу Многу кој ќе си ти каже. треба. Добре, те прекина што? Тоа Добро подценето што не кажа според тебе најподценет е и заборавен. и заборавен, а најподценет трибалот нека се заборави. Трем стемп. Тремстемп. Да. Но немам правилно трем за стемп. подценување, не знам. А олд скулот е заборавен, скрос е Да, заборавен, да. а многу ми се свига Не. и најдобро заздравуваат и највеќе држат реално и боја и све, затоа викам bold. Ама и will тешки се photo за press. правење, да напуниш Тешки така се, боја, да. такви линии, шарп да бидат клиент. Стварно е тешко да се направи. За некој, еве, ја исто за што реализам работам да ми дое некој со таква, ќе искочам од Да. комфорт зона. Нема да бидам толку Со коил сигурен најбољи се прават тие коил, тетаважи. Стварно, мислам, испакираш како среќа што што треба. барем на моите почетоци неколку тетаважи имам искуство да ги направам. Old school со traditional со вако. Еви пинап со... биле шема порано баш тоа. Да. Пинап, немам И све фатено машки уопште. има Немам пинап и правено ја. пинап. Како Пинап е- камионџија. Ова. Ова баш жена како да опишеме пинап што е? Силует Пинап девојка, ствари името доаѓа од пинап девојки, пошто со пин, како се вика пин на македонски? Со игла, ствари, и ги закачувале на зид. На Вакви постери? слики од нив како посткарц. Да. Правеле од посткарц. вакви девојки, значи они биле модели у тоа време, најчесто и старлети, и И берлеск, тогаш тату и артистите такви ги работи. гледале од постерите, ајде што ќе стеш, ова ќе Да. стеш.
немале друг извор на идеја, брат, можда, или имале, ама тоа било пред нив многу често и затоа го ставале. Па не мора да значи. Ајде, зашто спомињаме уште ова пат ти си да ме смениш малце. Чекам, јас сум за сериозните прашања. Да. Пена му факт. Јас сум за сериозните прашања. Чим сме сега за стилови и такви ствари, ова не сме го збореле, па и доста ствари овие не сме збореле до сега на тета, ама ова баш одамна сакам ме прашуваат често и баш да слушам твоето мислење. Уве татоважи флуоресцентни бои. Ау. Ајде. Што мислиш за тоа? Јас не сум за тоа, лично и персонално. Имам видено на интернет доста... Ова прашање од Маша, да поздравам. Вчера кога смислила за вчера. Имам видено на интернет доста лоши outcomes. За здравување и такви ствари. Здравувања, рани инфекции, глупости и не се доволно истестирани за да можам да кажам мислење. Така да не знам. Ама и реалистичните татоважи не го поминале тестот на времето. Искрено. Не, реалистичните, туку боите се, јас за боите зборам. Добро и боите, ама еве и реализмот. Боите нормално, да, флуоресцентните Боите се доволно истестирани, али за флуоресцентните не се толку истестирани на сите типови на кожа. А овие се лудени се. Не знам, така да big no за мене, искрено. Ако се направи само со бела боја, ќе се гледа на UV пример? Не. Не се гледа? Не. Пример, нели има идеш на журка и сите у бело и белото на свети. Нема да се гледа белото? Па може да пробам, ако сакаш, ама нема. Па ја имаш бела на тебе ставно. Не идам по журка. белото. Не идеш по журка? Не идам по журка. Не му дава жена. Женат човек сум се. Ај се срека нека. Ќе ни падне вио сега ради ова што го кажа. Од 600 на 400 ќе преминеме. Нема везе. Зашо имам едно од Владче, поздрав до Владче. Ако сакаш ќе го кратиме. Спомнавме почетоци, спомнавме фолу, спомнавме средно, ова е поврзано со тоа. Он имал некоја дојава од некој негов клиент пред скоро, он не се знаеле тогаш. Ти си имала на крај на изложба на фолу можда вагини многу нешто. Ајде, сега ајде појасни концептот на изложбата или твоите дела, што ти биле, дали било клосап? Ма не стварно што. Владче ме рече прашаја што е хиперреализам. Имал дојава Владче Добацки. Не, дипломската ми беше. Дипломската ти била. Дипломската ми беше големата мајка вулва и беше графика комбинирана техника. Значи не беа close-ups, баш ми е жал. Океј, добро. Ајде, ако имаш нешто да ни пратиш, може да ги ставиме у режија, ако чуваш, ќе ги ставиме на видеото од кога ти искаш. Не, гам ништо од факултета ми праќа. Ама ќе ги копка. Ајде идејата, концептот, процесот, колку време си ги правела. Како жена, уметник, многу сум подценувана. Мислам, не лично јас, општо многу се подценувани. Да. И сигурно и на историја за уметност за истото истучане дека порано не смееле жени да се запишуваат на факултета, не па на ликовна академија. И сакав да направам така малце нешто, да отидам у екстрема. И сакав да покажам дека баш и со тоа пак може да изгледа како уметност. И викам, сакате графика класична, сакате еве ви класична графика. Тоа ми беше онака како да си ту кажам, бе, ете, женско сум, завршив, не дека не завршиле милиарда други пред мене на факултет. Али да, општо е како жени уметници. 9 мислам. 9 график. И сите беа вулве? Да, сите. Повише. На некој график има Што сме? А чека, има имиња делата? Да, има. Кристина, Не. Ангела, не знам, не? Не, повише беа 80s, Југославо и така. Аха, окей. Добро, ајде. Марче е многу љубопитен. Не рипаме рипаш, од тема на тема, не значи рипаме, поврзано е со- тетовирање, се е арт, се е конст. Не сте спремни деца. Како ве не сме. Ама така некако спонтано малце. подкаст, лаба. Непотресен е време овој грми Да, надвор. не извади од Уште колосе. не е време на време. Да, страфне. Ја Сега тука не се јадев слуша изгорен околу мал за не се плашам од граматевици. Го знаете тој мојот? Изгледа не си зел доволно. Онака загорени ствари, бабени деветини, ако јадеш загорено, дека нема да се плашиш кога грми. Усвари барале сигурно причина за ако изедеш изгореното и да. Да, бе, да. Ајде. Секојдневно си со клиенти, Да. така да дај ни некој ред флек на клиент. Ред флек на клиент.
Што може да направи или што те нервира кај клиент? Гледа го него, гледа. Да се осети. Па, еве, пак ќе се навратам на темава, нели, жена, уметника. Ред флек е, кај клиент кога ќе дојде, ќе те погледне вака као ти си женско Ти што ќе ме тетовира и татуираш. тетовирана си. И ќе види друго девојче дека се тетовира и дека девојче лабаво седи и дека не ја боли, ќе рече, абе, со крема се тетовира. Девојчиња тука тетовираат. Со Тоа е, крема? да. Мислиш анестезија? Да, он мисли дека најчесто се тетовираат со анестезија, ама до сега ни една од девојките, барем ја што сум ги тетовирала, на Не било побарала. кое место, било колкава да е тетоважата, не се намачкала со анестезија, не пиела некоја апчиња против болки или нешто. Болела, не болела, се седи и се трпи. Девојчињата се општо, мислам дека и по Издржливи од мажите? издржливи на Поголема болка од толеранција мажите, имаат да, на болка, а мажите многу подценуваат тоа и така кога влезат мачо, нешто јас. Тоа малце ми е Но ствари, ред, 5 минути да е анестезија, брат. Па да, голем број Реално, луѓе се секој ден ми е тетовираат така што. Еве ти Така имаш е. искуство, знаеш. Секој ден. И сите викаат, абе зашо ме боли кога може да не ме боли. Мене тоа ми е процесот од тетовирањето, значи колкава и да е болката, фејкаш тоа е процесот. процесот. И идеш на главното, а не може да идеш на главното без да го поминеш тешкиот пат. И мислам дека вреди. Мислам дека вреди, колку и да е, да, боле направи на 2 сесии наменто на една, ама треба го истрпиш тоа и едноставно не се тетовирај. А он секоја тетуажа му е правена со анестезија. Што ќе кажеш Стварно? ти на ова одговори? Што бе не без... Која се која, брат? Скоро сите ти се со анестезија. Скоро си да Те последните намести 3. се, сите те знаат. Сите те знаат. Последните 3. Последните 3. Добро бе, старе више. Последните 3, од кој една му е ракавот, друга му е ногавицата, последните 3. Не, врска, ми се може малце да разбиеме монотонија и да се префрлиме на наша рубрика. Сега ова не знам дали ќе осфатиш како наврада или не, ама многу ми беше, не треба да е наврада општа, туку ми беше интересно баш у оваа епизода одам сакаме да коментираме Саки татус, ама Саки као на англиски. А Ти си сака да делеме да така да се погоди момента. Еј, ме местите, значи. Сега може да се смениме, у средина ќе бидеме сите. Еј, дечки, се враќаме Што назад. направиме? Леле. Се враќаме назад после кратко ЕПП. Да. Идеме со рубриката Саки татус. Вау! Леле. Што е ова? Диам. Значи морам само да се надоврзам, ви реков ќе ви оставам ова Марче ги знаете да важите, ги Ама нема... морам да го спомнам ова, зашо ја ги бирав, нормално ги знам и ќе оставам поише на нив да искоментираат што мислат за нив. Ама да напоменеме, ова се добро технички изработени тетоважи, намерно не биравме со режија да бидат лоши и да не набиваме комплекси. Значи се добра изработка, ама малце чудна идеја и знаеш, еве идеме со првата. Дем. Ова е- Дали човеков до крајот на животот ќе заработува? Ќе зима плата од Луи Витон? Да, дали барем нешто ќе му дадат. Спонзорство Ама не е Луи минимално. Витон. Шо е? Па горно лисиче, пишува гла. Знаеш дека Таско го има ова? Гла му е, у ствари тоа ти е гла е. И да. Обратно е Дезертираш, лото, да, обратно да, го да, свртиш гла, горно лисиче е тоа жала. Реално добро е изработено. Поздрав до Таско. Многу време е утепано, Многу, да, претпоставувам. да, има работа. Зашто? Многу посветено за еден бренд. Ајде, далја. Морам од тука да ги минам. Па така? не знам како сакаш. Ај... Што е ова? Ова е Секој со језиво. своја Ова изгледа баба. језиво. И фацата му е Ама чекај, Кисела. дали овој ствари кога ќе спушти вака брата, да гледа надоле што има трепка. Или Добро кој ќе пушти прашање. брада, нема ништо. Не знам зашо би го направил некој ова, мислам добро направено, се да, тоа. да трпиш волку болка за За нешто вакво. за нешто тук. вакво. Многу јако. Мислам јако е, да. Мислам окей. Океј, Му се далја. свиѓа на Дали него. approved by Саки? Approved технички добро направена. Мача. Зум, Не. Иде зум. Со два прсти. Не, ова е веќе Знаеш ли два прсти да Too поставиш? much. Чекај. брат. too much. Ај. Што се е? Не, ова е. Сега ги ставил слайд, нема веза, нека седат. Кој е ова? Jordan Cats. Кои се овие?
Добро, брат, реално. Преако. Too much, ова е Преако. too much. Двете ги има. Зашто? Зашо сака најковача носи цел живот? Јас сакам да носам мартинги цел Ама, живот, ама нема ги вие колку- тетовирам, брат. Детално е направено, баш е добро технички Да, изработено. јазикот е онака дури... Да, супер. Збујван Патика малце. е стварно. Требале може ноктите да му ги злакираат. Да, ноктите ги обале фул црно нешто. Вака малце изгледа мали му се патиките. Облекол 43-ка, носи 46-ка. Па треба да ги стискаш се лево. Ево. А, не? Ова саки го знаеш, сигурно. Не го знаеш? Го знам ова. За татко ми тоа важа. Ова е практична тетоважа веќе. Од сите живееме, ова е практична веќе, да. Видиш колка риба сум Чекај, фатил. не ми веруваш, гледај. Пази се, Знати. Чичо. Ова да Панчо пошо е рибар. Да, Сигурно ова може да е он, човече. ништо чудно. Сигурно е ова да Панчо, човече. Ништо чудно. Сега си ги мериме. Хаос. Дај да имам твоја риба. Ла. Ова јас ја знам. Ја знам ова. Гениално. Многу добро. Многу добро. Предобро е, малца језиво е, ама добро. Браво. No comment. Да, баш на кома. Не ја гледате левата, не е левата, не ја кропнав, заборив да кропнам. Левата е лоша изработка, не ќе да коментирам. Десно, тетоважа. Десно тетоважа ли Да, уопште? тетоважа. Не се вкапче дека. Не, Може да тетоважа. зумираш? Вајле ако не направам уште некоја збрка тука. Вака. Тетоважа, тетоважа. Не бе. И како не е тетоважа? Личи као цртано да е, не личи на тетоважа. Може хилт? Добро бе и да е тетоважа, да замислиме дека е тетоважа сега. Гледа, Од ова е собрзање ги друга бирав, мислам дека е опција. тетоважа. Или Не можеш знам, да си ама- пресадиш коса, или ова да си го истетовираш реално. Шлемче. Желка. Преако. Хаос. Да, бе, тоа е тоа. А, Кој е куршуми, ова? куршуми Ај. се. Не бе. Курче ми се, Да, курче не е ми се. онаква како гризната од вампир неша да ме. куршуми се. А може, зависи како Може, го да. гледаш ти, се е перцепција. Пошо на вратни или као две Може, може. овакви. Може ова да има значење длабоко. Да, бе, да. Многу јако. Пукната да бъде, да. Па добро, ова и не е толку лоша го носиш успоредба со другите што ги видовме. Реално. тоа знам, Според Тоа е мене мала. технички не е нешто спец. Да, Не, не, ништо спец, али Ама толку, за ама разлика не. од другите е онака. ти зборам вака успоредба со другите таважи, ова е мала, га лесно може да покриеш ако нешто негде не кеш да ти се гледа еден шал мараба нешто. Али другиве се малце онака, не знам. Too much. Ќе саки идеја, спаѓа усаки. Ај, Ова го знае, сигурно. Да, ова го знаме, ова е Чото и веѓи има дури. предобра. Па косата му е тоа, бе, Али ти си... реални веѓи. Ти она. си Да, и флизер. бркча има. Ла, А ова е браво, предобро, ова е браво. онака ова е Гениално. life of the party е ова, значи. Дефинитивно, така се избациш на журка со тета важава на забава никој, најак. Замисли го Живе забава. ќе се смеат. Да, погрешка, дојде. Ова е сличен фазон на тоа со патиката. Да. Се мислам Али дека 100 во стан пати стаја. боле реално. Ова многу е добро, ова Многу е технички добро направено. Ај зум направено. ако можеш. Чекај, не можам брат Како со не десна, можеш? со лева, вакво раку. Ајде уште зум, дали е опште тетоважа ова? Брат, како фотошоп некој да. Може и да е фотошоп. Може малце некој монтраст нешто, ама добро изгледа, реално ова И е добра најверојатно идем идеја малце реално. надоле да видам прстите. Најверојатно споени се прстите и направиле фора можда. Не. Не, споени можда и се двата оние до палец, до големиот. Ајде? Кога мислиш обојно? Не бе, А, не, не, има раздвој. Нема добра е. Да, бе, да. Партали. Ја добив идеја да си статувирам апостолка. Стварно? Да. Два Толку се изгледа дечки, фигуративни- ова кратко е, чисто да разбиеме малце. Мислев уште ке. Ајде Се враќаме назад. Првобитна позиција. Гесус бек. Идеме со друга рубрика, се вика вистина или вистина. Вистина или вистина? Значи не размислуваме многу за одговорите, ова треба да ти бидат онака. Чичу, што прво ти падне на памет? Чичу. Малце поврзано со колегите. Некој, Моите ајде, колеги? да. Подреди ги колегите, кој те омилен. Е. Од омилен до не, подреди ги по Подреди ги. Не. Број 1, број 2. Шанси Добро, нема. знаев дека ќе го одбие. Ајде дале. Кој најчесто касни на работа? Кој најчесто касни на работа? Нико. Да. Ке ме Нема мисла. остави on the spot. Се дешава сите Да, да на каснат сите не се нека, дешава. сега да. Тебе ти се дешава? Не. Не. Извини, молим те, Ај, мистер принципи, Перфект. Тоа е.
Швајцарски сад, ајде. Не, ја гледам да давам порано пред кафе да пијам пред да ми дое клиентот, Исто. ама сега Така некад да се и тоа деша. не каснам, пошто дојдам сад време пред да ми Али почне. некад тако се клиентите доени, јеби ga пиеме кафе заедно прво, после се добираме. Реков нема да зборам толку ќе оставам пишер тема, морам сега. Не можам од мене, тоа ми е, морам да се Појако е надоврзам. тебе, појако е Појако е, тебе. што да брам. Се нервираш кога ќе ти доа, знам сум те приметил некад пола сат кога ќе ти дое порано клиент. Да, Ти баш претензија, заради ти треба тензија, кафенце да се да. испиеш, да се Да се опуштиш. припремиш, да си влезеш у фазон на Пола работа. сат, ја дојдов пола сат пред тоа. И Да, да. или си на време или каснеш. Идеме друг случај, дали баш го коментирам, дали со Мичич го имам зборано, не знам. Дали мислиш дека ако му каснеш пола сат или сат на клиент дека треба му даш попуст? Зависи поради која причина Не видно поради која каснеш. причина каснеш. Можеш да измислиш. Се отказне он ти, еве каснеш, не си стигнала на време. шо знам. Дали е Зависи колку грижа правилно? на совест имаш. Дали е правилно да му се даде мал дискаунт на цена на клиентот ако му каснеш сат време? Нормално. Ако му откажеш термин поради твои лични причини? Зависи кои се причините, зависи Не си, според мене, пак ти зборам много, ама Ајде, слободно. според мене доста добра причина за откажување на термин, искрено, колку сакаат нека се лутат клиентите, е едноставно не ми се црта денес. Тоа е добра Треба причина. да го реално. разберат тоа. И доста клиенти го разбираат тоа. Не можеш, не е со сила некојаш, не можеш. Да, некад е Психички мора да боле. си тога. Реално сега доста луѓе го разбираат, тој си кажат боле да си ти добар, пошто Да. кога не си ми добар и расположен за цртање, ќе ми ја заебеш тета важата и боле да Ама по друга страна, се чекал месец дена можда и си земал слободен ден можда од работа и ти да му кажеш еј денес не ми се црта брат, да идеме. Малце незгодно ми е да го кажам некогаш, идам против себе. А колку пати ме се десило тоа да не си тука целосно, ама тоа е. па не знам, јас Не, немам чекал месец дена откажано. и пак треба да чека можда месец дена, си земал слободен ден и ти да му кажеш не ми се црта. Баш Не е за таа фер. причина немам откажано, искрено немам И идеш откажано. против себе. Влагам у фазон, Да, ми треба да. 30 минути, едно кафе, 2-3 муабет и Да. влагам у фазон и сум откажувала некад, пример, знам сега нареднава недела што ме следи и ако не се осеќавам, пример, окей или Унапред си ден, кажуваш, тоа е фер. знам дека ми треба тој ден, гледам барем порано да им кажам, пошто доста Да, луѓе тоа е земаат фер, слободен тоа е ден фер. од Па тоа е работа, разлика. да се искомбинираат и они со слободни денови. А така 5 за 12, ако сум откажала, било заради, не знам, ако сум се разболела ептен, мада ептен треба на deathbed да бидам за да откажам тета ваша. Си имал ли период на креативна блокажа? Сум имала, да ти кажам, огромен период од корона, кога се вративме на работа, мада и у короната бев така малце сикам леја, ќе имам конечно слободно време, нема да работиме со месеци, ќе цртам, ќе сликам и онака зимав платна, ќе сликам, не знам, и артист блага седам и го гледам и платното и немаш идеја, нека депре, не знам, така фаза некоја и кога се вратив на работа ми беше онака првиот период, леле супер се вративме пак со луѓе, со ова, со она, па пак почнаа тие стравови од луѓе, од ова, оно, и така ме фати малце тој период артист блок, али Сите го имаат. сите го има, да, Природно нормално. е, вајда. Природно е, бе, кој имаш така депре фаза и нормално е да имаш и артист блок. Нема човек ја рече немам, земам ова ќе го нацртам, тоа што го гледам, па после ми се губи демек блокот, мене не ми работи така, јас Луѓе сме. не функционирам така. Спрема сликање. Сликаш со слободно време? Немам многу слободно време, али сакам да сликам, да. Немам одамна нешто кој знае што направено. Иначе сакам, да. Не сум сликар, али Чисто како хоби. да. За себе лично, да. Денеска решавам, станувам, И ништо не грми? сликам. Слушаш? Да. Јао. Ево преплашен, види. Абе имаш уште две за вистина или вистина, ги сега ги видов. Кој колега е цваре ме гладен? Ја и Владче. Колега, Владче? Да, И ја мислам дека Владче. Владче. Царе Да. ме. Цело време си вцка. Владска. Така викаме. Не си мцка, си вцка, ово не цело време. И да јаде, така, валјда си сака си јаде, Да, нека е жив мрак, и здрав. нешто е И важно. викам, апни ми си Спортува срце, битно, апни точно ми ќе си. си вози гори Да, да, да. све. Линија, да. Да. Од ние позитивата најголема у студија, реално Ванка. еве ти работеше еден период кај нас и колку и да си дауна, нека ќе дое да Тука е вика, ван. ау! Да, знаеш, да, од одма нигде ти никаде. прави. Ке кажува некои шеги, нешто, некои вицови и одма е атмосферата друга.
Уште едно е? Мислам да. Ау, од кој колега би истетовирала портрет ако мораш? Од неде. На мене? Да. Ако мораш. Ако морам, Да. Нога нека не се гледа. че не морам. Ке... Зема. Од кој колега би се Или добила сите групно како алманах слика нешто. Никако. Слушај, ја ги сакам сите, не ме сега ме местите тука. Ги сакам сите, ама сега Се си има граница. портретот ми. Уживај кога се снеме овако. Не, еве нека седиш што имаш не. Он ќе ми се јава. Шадеш го. Среќа Зашто не би ставила портрет од мен? Зашто што не сум Што муба? не сум Можеш мува? нешто против мене? Што е работа? Ќе има после. Овој го избрал, не, никој. Боле никој. Да, иде... Дај ни некоја интересна, необична случка со клиент, нешто. Ако општо ти текне, мене пример да ме прашаш не ми текнува. Има една дешавка увек Што ја сакаш да кажува извадиш? мистата, што имав еден клиент што имаше тетоважа направена кај некој дома, не знам каде, и многу беше лоша, мислам стварно и со подливи, вака издигната и све, и сакаше да ја покрие. И више од која му беше спремна нели за покривање, пошто тоа беше лузна што ја чекавме да заздрави. 3D. Буквално и многу го болеше, нормално нели со тие подливи и позицијата кај што му беше. Многу го болеше и тоа немаше вакви креми ко сеа и немавме некоја опција освен спрејче што реално не му помогна многу и викам ај пауза да направиме цигарче едно друго, викам и излезе, викам кидам, викам до кујна, викам да къснам на брзина, ќе дојам, викам надвор на цигарче, искачам, братов го нема. Не, киднал. Го нема. Му звонам, кај си бе? Вика, ај се јавив на девојка ми да ме земе. Шанси нема, вика, оваа тетоважа никад не ја доправуваме, вика, ти излажав. Као што ми рече излези, ја излегов и отидов ми, вика. А после колку време каве работ? Каве рапот, па оња има вајда 5-6 години претходно направена И го болела Да, го болеше. Мислам, ја после го тетовирав и другите тетоважи него, таа никад не ја заврши меси, стои сега е чекај, полоша. има врска на веќе направена, например, кога правиш да имаш поголема болка? Нормално зашто е виша рана. Особено ако е не е поминато особено ако време. е со подлив. Еве, ако Иако- е после колку го рече 5-6 години? Да, и Да. башка со подлив. сигурно Рана е тоа, Со- лузна ти е тоа. Некој лузне треба Стигнат. 8 до 10 години да ти заздрават ако се тешки операции. Да. Тоа место ти е многу Ова посетливо. подлив. Знаеш колку Така да, беше лузна. издигната тетоважата? Хаос. А, Братот го брцал таму. Сакам нешто да спомнеме. Не е поврзано толку со тебе, мислам е поврзано со сите нас тату артисти. Во Скопје ќе се случува по втор пат оваа година, сега во октомври, 12 и 13, Скопје тату шоу. Најнова локација е Скопје Евент центар. Се надевам нема да сменати тој што ќе го гледа, интервјуа, нека си провери само за локација, датумот мислам дека ќе остане ќе биде тој. Ќе биде интересно сигурно по голем број на артисти од лани и ќе се забавуваме, ќе бидеме сите таму. Ќе биде сигурно интересно. Ајде, поврзано. Сигурно, да. Поврзано со ова што мислиш за конвенции и геспотови, дали си идела на геспот, негаш до сега дали си била? Имам идено на геспот неколку пати и Каде имаш одено? Која држава не мора студија не спомнувај. во Австрија. Имам идено неколку пати. Не одам веќе поради тоа што не знам некако Сакаш да се фокусираш тука се повеќе. фокусирав повеќе валјда на клиентиве што ми се тука им се посветив, ама не е ни тоа нека голема причина. Валјда оној момент на различниот менталитет може ми беше, пошто знаеш кога идеш на гостување не идеш 2-3 дена, ако што идеш на конвенција, не знам 3-4 дена, зависи Идеш сега по 2-3 недели минимум. идеш минимум 3 недели таму си работиш и све тоа и знаеш го немаш оноа ако тука што имаш знаеш завршаш со работа па Домче. да седнеш со Пивце, некој пивце, пак идеме, не знам, ќе јадеме нешто, ќе излеземе. Го нема тој момент. Мислам, имав задоволство работам со добри артисти во тоа студио кај што идев. Ама грото од нив беа работа дома. Добро, не знам, ако сакаш у студио. Добро, сега дојдени сме тука, значи, окей, да, црнчиме и главиме, ама може да излеземе малце, ми треба да се измешам со луѓе што не ми се клиенти и колеги.
И може ради тој момент највеќе не сум отишла, после не знам, имав некои понуди од друго студио, па не ми се свија можда понудите. Моментов имам понуда од едно студио од Германија. Се мислам уопште дали да прифатам, се зависно од кој период ќе ми кажат. Али у глобала дома си е дома, Скопје си е Скопје, Да, полесно го се зборнавме разбирам малку со на почеток. клиентите. И иако уметничката слобода ми беше добра, пошто таму знаеш кога ќе му кажеш на клиент, слушај, ова треба вака, ова сакам вака, го направам вака, ќе изгледа боле. Клиентот те слуша, а тука ти доаѓа со мавето, ја ова го сакам. Ретко имам такви клиенти, скоро и никогаш, али у глобала тој момент само ми се свиѓа на гостување, уметничката слобода, другото ништо. Да, ми некојаш убаво мешање така со луѓе и можеш да научиш поише Да, техника, чисто нешто да ќе промениш видиш средина. кој стил. Колку што е нешто. добро, толку е лошо некојаш така да. А конвенција? На конвенција најчесто идам на конвенции за да се дружам и да се запознавам со артисти. Еве сега бевме заедно, јас не бев, не се надпреварував, али мене ми беше таму да отидам да видам кој како работи, да видам некои техники нови, дали нешто, не знам, да се запознам со други артисти, може некој ќе даде некој совет. Мислам, убаво е да шириш познанство со луѓе од истата професија и највеќе ради тоа идам. Пошто не дека сега ако отидам еве у Бања Лука, да, јас тетовирав таму и не очекувам дека тие луѓе таму што ги тетовирав сега ќе фатат лет и ќе дојат тука. Иако да, еднив ми пиша дека сакале да дојат летово, али пак не одам со тоа и сега ќе се рекламирам и ќе ми дојат од тука клиенти, туку поише ми е за целото искуство, онака да се дружиме, артисти сме, сите сме исти, те разбира кој ни шо проаѓаш. Што пример клиент или некој другар од тука нема да те разбере кога ќе кажеш кичма ме боли или ракава ме боли или артист блок на пример ти кој што кажа. А вака на пример тато артистите разбираат, па ќе ти каже некој совет како да смениш нешто, не знам, овие игли пробај ги, оваа боја е добра за тоа. За такви работи идам на конвенции. Да, добро, еве и во студио што си што има поише луѓе. Да. На некој има можда поубава само, мислам дека многу поише можеш да научиш и да те мотивираат и ако имаш артист блок и такви ствари. Само никогаш не Многу е добро студио кој си. А еве па јас у Бања Лука ми беше искрено многу напорно. Мене конвенција ми е напорно, особено кога се патува по 14 сати возев во еден правец, човече. Тоа ради мајто да возите толку по погрешен Добро, пат. назад беше 11. Ама со паузи. Не, бе, која пауза, една-две. Заедно возевме назад, така? Да, И заедно. колку паузи направивме? Заглавивме 1 сат на граница, човек. Ама пак е дел од јас Па, седам да. у кола сум скич меси. И сега возиш 14, Да излезеш да испариш носа. возиш 14, после тетовираш 2 дена по 8 сати, реално е напорно. И убаво е Напорно некогаш и е. да не тетовираш и да се дружиш само. Ама Напорно е и напорно. башка вие други имавте вие проблеми со одмарање и со Еј, спиење. да, чекај, ова е прв подкаст после го немам спомнато. Мора кажам. Мора кажам, поздрав до Штере, мојот клиент. Поздрав. Јас цела кажувам као жалете ме, ти тука ама нема веза. Ја не ми беше стварно тешко, тој момент си спиев у кола последниот ден, зашо многу хрчеше мојот клиент и ја требаше возам и заврши конвенцијата и пак треба да си одморен. Многу хрчеше, многу и на вдишување и на издишување. Тоа беше нереално. Пробав го будеш, ама пак џабе за 1 минута, ставив и перница вакуумиран, па 2 џабе све. И му реков, као последно ден му викам, дај брат, боле гледај си серија, боле ќе ја слушам серијата, побрзо ќе заспиам на тој звук, откако на хрчање. И знаеш што се деси, не знаеш ли? Па прв заспал, нели? Не. Заспа со серијата, значи комбо, слушав и серијата и хрчењата. И тука ме доја више. Пак хрчењето не можеш да А што не спречиш. го разбери, рече му, чекај да за 1 заспиам минута ја. е пак. Ама нема шанси како ќе чека да заспи. И у кола си легнав, нема веза. Пат ќе си земеш смешта и различно. Ама ние бевме 8 машки у една соба. Кој ви е крив? 8 машки у една соба со едно вец. Не, у еден стан бе, така. Да, у еден стан, ја па една соба. У една соба, се баш. И беше онака за judgment. сабајля за увеце со термин, мој термин. Јас станувам у 8, чека, има тројца пред мене, ќе си легнеш, ќе си поспиеш уште 2 сати, брат.
Реално зашо не е само за да се измиеш. Ние идеме таму, јас си земав од Airbnb сама стан, викам. Требаше ти со нас. Како да не бе со вас, викам, ки да ми чеш ми вика. Еј, зашо си таква бе, Зашо си сите педар, идеме бе? заедно. Викам, брат. Значи сме иделе 100 пати заедно и на И знаеш како е што те конвенции, и чека. на ова. И секад викам си снимам сама. Викам, ја да чекам ред за увеце, викам, шанси нема. Викам, ја да спијам тука ми хрче, не бе, брат. И тоа стерео од сите страни хор. Значи, јас си земав апартманче сама. Не Шубаво, требаше да браво. чекам ред за Ја увеце. кола. Не ми хрчеше никој, може да јас сум хрчала, не знам, Не, ама ама не никој му смиташе. Дали сум заспала со серија или не. Тоа е. Имаш нешто да прашаш или последното го Дај поставам? некој совет за Ете тоа мислам што што јас. немате тоа ваши. Никој што нема татуаж. Не. А, добро, окей, може. Ја мислев друго. Имаме друго за крај последно. Гледаш пишано ми е последно. Ништо ја вака. Ја мислев тоа го поставуваш. Не, може и ова, може. Мислев ке. За тату вирџен. Добро за човек што нема татуажи да се И од технички аспекти, од психички и од што треба направи пред термин, многу од тоа што ќе го гледаат не знаат. За човек што нема татуажа, размислува да стави некаква татуажа, совет ми е да истражува повеќе, да види кој како работи, дали артистот че кој го избере ќе биде според тој стил он што ја сака татуажата, пошто сега е време на интернет кај што можеш да отвориш Инстаграм или не знам што, да видиш портфолио на луѓето. Нека не гледа толку Pinterest. Да, и можеш да отидеш на консултација со тој артист, да објасниш својата идеја и тој артист да ти ја спреми татуажата. Нели споредно тоа со што идеја имаш и каква идеја имаш. Пред тетовирање е многу добро да го пазиш местото од сонце, значи да не се изложуваш на сонце, да не ти е изгорено пред тетовирање. Би било добро фактор да ставаш или било каква крема за хидратација. 13-47 може е добра. Да, партали. И за aftercare. Нормално. И before care. Би било добро барем ден-два пред тоа да не пиеш алкохол, да не пиеш, не знам, антибиотик или било што, витамини или не знам. Значи, у глобала треба да пред да доеш на твојот прв термин е исто така да си одморен и добро наспиен и добро доручкуван. Да. Добро скоцко. Да. Да си командна гардероба, да немаш Благовезно, да немаш, особено ако е долга сесија, да немаш вежбано, пример, кога ми доаѓаат за рака и ја правил вчера бицепс, брат, не знаеш колку е тоа притисок, крв, раката му е стегната многу. На пумпа. Да, напумпана. Ама стварно така, 2-3 дена пред термин, Знам. физичка активност или прави нозе. Лек дей. Нема Сите така, што ја на многу клиенти викам, ништо вежбајно. А, Може ти да вежбај. Ти да вежбаш нозе. Добро, бе, па вежбајте го цело тело ако го вежбате. И секој ми рече, па Chicken ти што legs. не вежбаш уопште? Викам, добро, ќе се кута. Скратете го ова за вежбање. Да. Дали клиентот има право да се налути ако не му се постира татуажето? Дали Много real talk, ела. Но, искрено многу клиенти ми се имаат налутено за тоа и увек ми праќаат рилс на Инстаграм. Тебе ти е раката, не ти е постирано, све архивнав, да знаеш. Многу Иако- клиенти ми пишуваат на Инстаграм, ми праќаат рилс кога леле, кога артистот нема да ти ја постира татуажата и демек нешто плачат. Има многу татуажи што ги имам направено и за стварно да речам за постирање, ама не знам, у моментот не убила црвена кожата, па после сум приметила на сликата дека има лимфа, па не знам, моција е некој и не сум ги постирала заради такви причини. Па, гледај, секој мисли дека неговата татуажа е најдобра и сите сакаат да ја постираш за да се пофалат. И така да, дали има право или не, не знам, али реално ја не би се налютила мојата ако не ја постираат, али нели клиентот е секогаш во право, така да ако се налјути во право е. Ма добро, стварно, некојаш, еве, ја, кој има долга сесија, преморен си, и треба да се фокусираш да извадиш добра фотка. Да, нема. Некојаш ја Јас стварно немам добра избрзуваш, слика. ја избрзуваш светло, да избришеш убаво агол, да не позадината е битна исто, дали црна, дали да биде чисто. Многу е битно, и ако не ти е добра, си избрзал, после си отишол клиентот дома, толку и нема да ја постираш. Да. А што мислите, дека прашам вас двајца? Мислам дека Никола Булет имаше доста сториња изминатиот период. Имаше за поздрав да Никола Булет, имаше за познати тату артисти. Да. Fresh Како и healed. изгледа тетоважата, како е објавена, како тоа е Имаше, ги направено, изгледа доста, да.
Ептен и за Да. здраве на тетоважата врска. И тоа врвни артисти. Да, јас сум за тоа дека треба да се постираат, И барем хилт. на стори да се постираат хилт. Да. Пошто има многу што доаѓаат микрореализам, не знам што. Мислам, света супер убаво изгледа. Дента кој ќе ја сликаат, они дента ја направиле. Никој не ги слика тие Намачкана со за она здраве. безбојно Да. вакво да изгледа. Никој не ги слика тие за здравени, а тие најлошо за здравуваат. Значи, што Да. поситна, што пуше детали, значи многу Нема да лошо. издржи од Нема тестот шанс. на времето. Особено ако нема контура, Црно Шанси ако нема. нема. нема шанси. Ама певе црно ако нема, тоа е класика муа. Контрастот. Тоа ако немаме зборано. Муабето црно ако нема мора да има црно, така? Па гледа са, у одредени, не знам, еве, ти работиш школар, не мора да има црна, само потемни тонови, контрастот да е појак. Еве пример Димитри Самохин. Сигурно го знаеш. Он има многу сликарски аспект на тетоважите и он многу малце користи црна скоро ич у реалистичните тетоважи. Зашто сликарство класично не постои црна. Да. Тоа е темна лилјакова, темна зелена, многу темна. А правилото мора да има црна, он го крши и изгледаат феноменално. Па не мора да има црна. Така, да, ама стари мајстори викаат Него мора контрастот е битен. контраст да он го создава пак преку нема црна кај него. Ни, Не мора ни да контура има ни црна. ништо, човече. Контурата му е со темна лилјакова, лупам. На кај што треба да изостри. Така да, Ако имаш добар поздрав контраст, до Димитри Самохин, сигурно ќе го гледа интервјуа. аз сигурно. Не знам. Гледаш Немам подкасти, ја слушаш подкасти? Немам ја подкаст, немам. Немаме не ние. Немаме подкаст. Гледаш подкаст и слушаш. Гледам, да, не многу често, ама гледам, некад одвајам време и најчесто гледам, не знам, нешто фантази, гледам нешто мрдер мистери, такви Тет-а-тет. работи, да. Тет Нормално, са, мислам. Имаш тоа се таму звонча подразбира. стано. Не, до ама ето, subscribe-от. сега ќе стам. Сега ќе стам, Леле да искочи. мене епизодата. Излего. Да ставам од мене епизодата, да ми стигне нотификација за да се гледам. Зборот тетоважа потекнува од тахитскиот збор татау, валја така се изговара, што значи отпечаток или црташ. Добро, може јас следно да. Сакаш ти подолго? Да те За тоа го избегна, затоа ти со втората. Не го Дајте ми бе ја да читам. може. Ајде. Оно првото Намести ја првото. Неголемата тетоважа направена на едно, че ќе слушаме саки. Те слушам. Неголемата тетоважа направена на едно лице покрива повеќе од 60% од нивното тело и вклучува детален градски пейсаж. Неголемата тетоважа што постои. Ајде првото што ни остана. Таман за Јапонија. Денеска јапанците ги Спомнавме, пропуштив да, преди пропушти. вас. Забрана на тетоважите. Во Јапонија тетоважите долго време биле поврзани со криминални елементи и биле забранети. Иако сега стануваат поприфатливи, многу јавни места уште можат да забранат влегување на луѓе со видливи тетоважи, да, како И Hot тоа сега пред Springs и некоја година, базени. пред некоја година го прифатија и дело многу одобрија тетовирањето. Да, ама уште не можеш да идеш у Да, да. такви државни hot springs, базени. Гледав интервјуа од луѓе вака тетовирани у Јапонија, не може та една вика такси да фатам, таксистот нешто ја врињал, у автобус, у метро, никој не седнува до тебе. Без разлика дали си многу истетовиран или малце или На базен ако си со странец. костим за нуркање. Абе, глеј, најчесто Не знам зашто е така таму тоа. има Вајда многу... со криминалните банди, Па оствари да, поврзано. најчесто поврзуваат со тоа, ама... Па кај да е Северна Кореја, нешто па да разберам, ама Јапонија, што се пред се Токио. Да, гледа, они се доста, да речам, старомодни од тој поглед. Они се многу напредни со многу работи, ама со тоа не се. Значи, они се и иако мислам многу им ја почитувам и културата ми се свија нивна и све, мислам израсната сум и на аниме и све. Они се многу, да не речам сега, националисти, еве, да се изразам. Па добро, да, ама Не сакаат јапонски многу- традиционален стил пола свет тетовира. Тачно, да, али они баш тој стил го асоцираат со, На криминал. со криминалци. Место да го Пошто претходно вајда така забележале појма. најверојатно ќе се Абе, промени. исто си како кај криминалец. нас. Така? Криминалец сум. Исто како кај нас. Ти си Тетовираш, наркоман. тетовиран си, наркоман си, Чим имаш криминалец, тетоважи? не знам Тоа е. што. Не дека не сум имала такво искуство и тука, така да не ме чуди.
за таму. Тоа може да идеш со последното што го оставивме, мислам да затвараме полека. Дај некој совет за почетници за тие што почнаа да тетовираат скоро или што сакаат да почнат да тетовираат. Дај им некој совет, охрабри ги нешто. Гле, за давање совет, дури јас можам да земам некој совет од нив, пошто сега луѓето што почнуваат да тетовираат многу помалце ги боли овако цев него ли ние кога почињавме, така поише се потресувавме и пазевме. Они се влагаат многу поопуштено, што ми се свиѓа и ќе го даваме тоа као совет. Останете си опуштени, значи не дозволувајте било кој клиент или некој друг колега да ви влијае на вашиот развој во кариерата, заради тоа што секогаш ќе има луѓе што нема да им се свија што и да правиш, макар и да им се свија, ќе ти зборат дека е лошо. Значи само треба да си веруваш у себе, да си бидете слободни и опуштени и мислам дека нема да имате проблем. И да нема тега да прифатат советот. Направо сите имаат его. Таму бакаш. Немаат Не без ти сите превлада, его. како егото те брани? Глеј, немаат сите его. Има доста голем број его, ама немаат сите его. Вака за давање совет, пример, јас, пак ќе се дам ко пример, јас сум од таа генерација што јас едва сум чекала некој нешто да ми каже. Пример, и за музика, едва сум чекала некој постар да ми даде музика, слушај го овој бенд, пробај го ова, CD, слушни го ова, знаеш, и сега, например, за тетовирање, едва чекам некој постар или небитно некој подолго време што тетовира од мене, пошто има луѓе што се помлади од мене, поише тетовираат. Чекам и ја да ми каже некој нешто, пошто конструктивна критика е многу битна. Секогаш добро. Јас гледам да сум доста и самокритична, што да, многу луѓе го немаат и се егоисти и влагаат у тетовирање, сега ќе почнам да тетовирам, има пари или не знам што. Дали да влагаат со таа причина? Не треба да влезат со таа причина, треба влезат со причина дека го сакаат тоа како дел од уметност и Ама за жал многу најмалце што треба гледаат на тоа дека има пари. пари, заради тоа Да. решаваат кај Тоа ќе да. почнам да тетовирам. Тоа Ама од друга голем страна, број има. мора нешто да се живее. Мора да размислуваш на како екзистенција, нели? Што има Абе, лошо и у тоа, ама тоа да не ти е главна Точно, причина. да, ама не треба да ти биде главна причина. Глеј, ја и ти работиме за пари на Нормално. крајот од денот. И јас и ти правиме тетоважи некад што не ги сакаме, пошто Да, пак ги правиш на крај. ги правиш за пари, али не сме влезени у тетовирањето со таа помисла, леле, сега ќе правам парија. Чекај, дали имаш нешто одбиено? Као тетоваш? Шо или Да. сакаш да споделиш? Имам доста одбиено, не е дека немам, не вака за стил. Не зборам реализам, а За реализам имам правено, не сум постирала. знам дека не нешто ќам имаш да правено. Не ќам да не ме влече реализмот. Покрај тоа, нели препорачувам кој треба да си видат на Инстаграм, да си разгледаат кој што работи боле. Имам одбиено не знам, такви некои глупи тетоважи, именце од овој, именце од оној, тетоважа ваму на некој места кај што не ќам да тетовирам, или едноставно имам одбиено. И тоа сега, на почетокот, например, не сум одбивала, знаеш, сум се претрасавала на клиентите. Леле, ако сака инфинит. На сите да им удоволиш. И имам одбиено неколку што, пример, тетоважите сум сакала да ги правам, ама клиентите биле малце егоисти, да не речам, пошто мислат ако ти платат, Дека они те те поседува. поседуваат Го или зборевме, нешто. мислам, со И некој. мене тоа многу ме нервира, пошто тоа стварно нема да те направам добро тетоважата и не ни сакам. И подобро е иди на друго место, ама јас сакам те, па не сакам јас да те Мене тетовирам. незгодно ми е тоа да му го кажам. Многу ми е незгодно, ама на На нив некој. како не им е незгодно. Сега ти доаѓаш кај мене и очекуваш јас нешто добро да ти направам, не можеш да ми влезеш ти на мене така сега јас. Сега правиме муавет, да речеме за мандала и сега треба цел грб да го направиме. Со тој дизајн ти што го сакаш, не може да се направи, треба би огромно. Сработува е. Сакаш толкицко, не може толкицко. Сега јас не им одам, брат, не може туку. Викам, слушај, ваквите тетоважи лошо заздравуваат, за одреден период вака ќе ти изгледа тетоважата, дај ќе ја смениме, ќе ја направиме дизајнот само за тебе, да не е иста од интернет. Кажи ми ти колкава големина сакаш, според таа големина ќе осредам дизајнот да може да има толку детали колку што може да трпи големината. Јас ако платам, јас сакам која што сакам да биде, демек не знам што ја. И
така кога Ма нели се клиентот понаша- секогаш е управо, рековме преска. освен кога не е. И од такви моменти, да, одбирам да не ги тетовирам, пошто кога ти се качи некој така на глава, после немаш ни мерак, немаш ни ништо, тетоважата А нема полошо од она каде работиш без мерак. И да си со тој човек, едноставно таа енергија да ја примаш со него. Имав едно искуство, една девојка одбив да ја направам една тетоважа по грб, заради тоа што имаше асиметричен грб, ја наречам, и сакаше да стави тетоважа, што ќе го потенцираше тоа и многу лошо ќе изгледаше стварно. Мислам, мене не беше проблем, ја моje беше нели да ја објаснам што како ќе се деси, како ќе изгледа и покажав на Procreate и покажав со маркер ја нацртав и објаснив дека не може. И таа малце као да се разочара и кажав боле да не го правиме затоа што стварно ќе изгледа лошо и небитно отишла се истетовирала На друго во место, друго нормално. студио, нека е жива и здрава и дојде после некое време од како се истетовирала, може ли сега некако да ја покриеме тетоважата? Управа беше. Тоа на пример мене ме нервира од аспект дека јас стварно не го правам тоа за парите, затоа што има луѓе што ги завале, ајде дојди ќе ти го истетовирам. Јас гледам секогаш да одвојам време за таа консултација, да ти објаснам што како треба, што може да се изведе, што не може Најдоброто да да се се излече од изведе. секоја ситуација. И што како ќе изгледа, што како ќе заздрави и гледам да на таа консултација да ти го објаснам сето тоа, затоа што на крајот од денот боле ми е да не ти ја направам тетоважата, него ли да направам нешто што знаеме и двете дека нема да биде како што треба, после или да се каеш и некој да ти збори леле, не знам, оваа те заебала или не знам што. Мислам, да, ја автоматски губам потенцијални клиенти или не знам, али у моментот ја штитам неза, ја не се штитам себе, јас можам да речам седни веќе ти истетовирам, ми е гајле ќе земам пари, ама јас гледам и моето лице да си го заштитам, ама и незината страна, например, да ја заштитам зашто ќе даваш пари за нешто што нема да испадне окей. И има многу луѓе што прифаќаат да им ги прават тетоважите, пошто му е гајле, ќе земе пари и после не се замара дали ќе добие клиент или од тебе или не, дали ќе го збориш низ град и како ќе се чувствува таа особа. Јас више од старт кога влагаш кај мене кај клиент, јас гледам ем да те задржам како клиент, ем да ти е тебе удобно и да имаш довер во мене. Значи јас не можам да те лажам и да ти речам топ изгледа кога нешто не изгледа добро. И ме нервира така луѓе кои мислат дека ги лажам, дека мене не ми се свија. Не, мене ми се свија, пример, за девојка што ја спомнав, мене ми се свиеше идејата и све тоа супер би изгледало, ама баш на незиното тело, без никаква навреда, нели според незиното тело, сите сме различни нормално, на незиното тело ќе го потенцираше тоа што на незе Мана. е мана и многу ќе изгледаше лошо изработката и едноставно и давав друга идеја, нели, што може да се направи да не се потенцира тоа. И у моментот не ме послуша и отиде на друго место, направила, си стетовирала, платила и sad дупли трошок треба дојде јас да го покријам тоа. Значи каверап нормално И и поголема поскапо треба да е. се плаќа и Да. поголема е тетоважата и поише болка поминуваш. И тоа ми е исто нели совет за клиенти, значи слушајте си ги вашите артисти, ако ви дадат совет за нешто боле и ви кажуваат како нешто ќе заздрави, стварно не се во право. Не идете со глава од зет. Да. Много острочено. И често мислам дека скоро сите викаат не се тетовирал лето. Дали ја дело многу знам одговорот, дали е мит или вистина дека тетоважа не е препорачлива да се става во лето, што мислиш ти за тоа и што да прават клиентите нешто многу забораваат утекот на летото за тетоважите, како е, што да прават, што да ги дали Што да прават со изработени тетоважи да, веќе се или изработени. пред? И дали е мит или вистина дека тетоважа не е препорачлива да се става во лето. Па, не знам, пак зависи од човекот. Поголемиот број од моите тетоважи на мене лично ги имам направено летно време. Помалце ги загушувам со облека и поише ми диша кожата, али јас не се изложувам на сонце, не идам на море, река, езеро или било каде, додека не ми е заздравена тетоважата, не влагам ни у базен. Да, барем првите две недели.
првите 2-3 недели некати месец дена гледам, зависи нели секој различно му заздравува тетоважата. И нормално цело време ставам фактор, јас без фактор не сум излегла од дома. Цело време имам кола, имам ташна, цело време Не, ова го поставив само за да се зашо искрено, еве некај нас ја немаме осетено искрено да не се урочуваме, немаме осетено разлика дали летно време или зимно време у клиентела, ама многу од артистите осеќаат. Летно време има помала побарувачка за тетоважи. Ова го кажувам само за да се разбие тој мит и еве секој втор да прашаш, не, брат, лето не се тетовира. Ти текнува. Ова го зборам само за индустријата и за нас да биде да не зборат више така. Едноставно тоа е само првите 2 недели. Ова е за нас добро да не се збори тој муавет и да се спречи едноставно. Исто е убаво е да се тетовираш лето, не е ништо лошо, само првите 2 недели пазиш. Да, првите 2-3 недели. Да не се шири више тој муавет. Дека нити за здравите таважата. Поред мене е боле затоа што помалце облека имаш на себе, помалце загушуваш таважата и ако ја одржаваш како што треба, не би требало да имаш никаков проблем. Многу луѓе зборат така, да, не викам дека не помала побарувачка е. Така е, што летно така време луѓе трошат пари на одмори, на не знам, на патувања, вајда и тоа е една од причините покрај температурата надвор. Ама нормално, нели, ако си, не знам, човек кој што треба, знаеш кога ќе идеш на одмор, си планираш барем 2-3 недели пред идам на одмор. Или после одмор. Само, нели, ако биде после одмор, место дека што сакаш да ти биде тетоважата, додека си на одмор, ставај си фактор. Ама и бојата да падне после одмор. За ако сакаш пак да се Па тетовираш. тоа викам, ќе си ставаш фактор, ќе си ја покриваш од сонце. Да, ставете си фактор, не заборавајте, не мора да е 50, може и 30, 20, да е дупли слој, само и 50 се прави. Без 50 не искача. Може да затвараме, ќе одеш спонзорите, да ги спомнеш еднаш. Фала ви на сите што останавте до крај со нашата емисија. Да ги поздравим уште еднаш кај Феникс кој се од прв ден со нас и нашите пријатели 1347, кремата за Aftercare. Фала Саки што не дружиш. Фала ви дечки на гостопримство Ане, и на покана. Алекс. Не знам која ти е таа Ане, ама но. Ќе се видиме на Скопје Фала ви Тату Шоу, тита дечки. тит. Се видиме обавезно. Чао. Немој се аплауска, визер кој ќе следва. Елена Хаус.